Тоа сме повторно ние. Вашите пријатели. Секогаш кога сте среќни, вашата среќа ја делите со кој друг, ако не со вашите пријатели. Како ваши најблиски пријатели кои што секогаш се тука за да ве расположат, сигурно ги бројуваат и вашите домашни миленичиња. Времето поминато со нив е вистинска среќа за вас, а целосно исполнување за нив. После секоја секунда помината во игра со вашиот миленик, вие сте сигурно вистинска звезда за него.
Madam, good morning. Къде на опе? Това ни е кафето ми. О, кафе, не баш си я. На здраве кафе. Faleminderit. Oh, madam, essa cafeteria é de onde? Em que racha está aí? Está tudo. Oh, you like it? Nice. Na zdravia kafe. Elite kafe. Ние се наоѓаме на кинолошката изложба во Кривогаштани, со нас е господинот Габриел Стивел, исто така кинолошки судија. Здраво, Габриел, како се? Здраво, ве поздравувам, ја поздравувам вашата емисија. Навистина ми е драга, кога имам време секогаш ја гледам и навистина таа е заслужна за подигањето на кинолошката култура во Македонија. Ти благодарам уште што го прифати овој прилог. А сакам да те запрашам што се е потребно да се пријави на кучење на ваква изложба. Значи да почнеме од самиот почеток. Сите оние љубители на кинологијата кои сакаат да чуваат домашен миленик, а тоа да биде значи куче, а доколку сакаат да учествуваат на изложба, треба да си набават куче кое е сородовник, односно педигре кажано популарно. При купувањето на кучето треба да прашаат дали кучето потекнува од родители со педигре и дали одгледувачот што ги продава кученцата веќе извадил педигре за нив. Од кога значи ќе го купат кутрето со педигре, веќе со навршена 3-месечна возраст, може да го носат на изложба во беби класа. Значи тоа е класа од 3 до 6 месеци, каде што кучето се проценува, не се оценува, туку му се дава една оценка која најчесто е перспективен, многу перспективен или неперспективен, но најчесто се доделуваат оценките перспективен и многу перспективен, бидејќи педигрираните кучиња веќе се на тоа ниво да сите се веќе типични за својата раса. Потоа одат класите од 3 до 6 месеци, тоа е класа на папи. Од 6 до 9 месеци тоа е папи класа на кученца. Исто и оваа класа се оценува со градациите перспективен и многу перспективен, а веќе над 9 месеци кучињата влагаат во онаа класа на млади, каде што веќе добиваат оценка од 1 до 5. Нормално, потоа самите класи се делат на класа на млади, класа на интермедија, каде што веќе се доделува титулата ЦАЦ, која е кратенка од кандидатура за државен првак. По тука доаѓа отворената класа која се доделува исто така ЦАЦ, па имаме класа на шампиони, имаме класа на ветерани. Потоа значи нормално е дека на повисоко рангираните изложби како што се ЦАЦИБи ги има истите класи, со тоа што победниците во ЦАЦ класите одат да се такмичат во конкуренција на ЦАЦИБ, каде што ЦАЦИБот знаеме дека е кандидатура за меѓународен шампион. Да напоменеме сега дека има ЦАЦИБ наредно во Бидола и во Прилеп. Така, Кинолошкиот сојуз на Република Македонија во својата програма има свој календар каде што може да проверите на ksm.org.mk, тамо се сите изложби. Наредни се изложбите што ги организира значи преку Кинолошкиот сојуз, тоа е Пелагонискиот викенд во Битола и во Прилеп. Потоа го имаме државното првенство на Карамани, а сега најново што имаме на 8 март имаме челендж, македонскиот челендж за расата германски овчар, каде што доаѓа еден од најдобрите светски суди кој ќе го суди светското првенство. Значи за сите љубители на германски овчари ги покануваме на 9 март да дојдат на стадионот на македонската армија, каде што ќе се одржи чемпион челендж, каде што ќе дојдат најдобрите кучиња од Македонија и од соседството, бидејќи нормално е колку е подобар судијата, толку повеќе кучиња има на самата изложба. Обезбедени се пехари, обезбеден е награден фонд. Така да тоа е првата изложба што нели после ова ќе се одржи на 9 март. После одат Пелагонискиот куп оди,
потоа оди државното првенство на Карамани, па потоа имаме изложби во Радовиш и нормално треба да се проверат и другиве изложби по ред како одат на... Датите може да се проверат на Кинолошкиот сојуз. На Кинолошкиот сојуз на Република Македонија .ksm.org.mk, има и Facebook страна Кинолошкиот сојуз и таму може да се проверат сите информации. Од прилика тоа е тоа. Кажете ми, кога ќе се донесе куќето на една изложба, што е она што најмногу гледа еден судија за да го оцени самото куќе? Значи, за секое куќе е пропишан стандард. Секој стандард си има свој тертип, значи како е направен и што се бара за таа една одредена раса. Меѓутоа, за сите раси заедничко е тоа, бидејќи се оценуваат по одредени параметри. Например, нормално е едно куќе кој ќе влезе во рингот, нешто најпрво што се оценува е дали е забалото коректно, односно во зависност од тоа која раса е, дали загризот е специфичен за таа раса и дали се сите заби на број. Кај некои раси мора да се сите заби на број, кај некои раси можни се некои отстапки. Потоа, доколку е мажјак, се гледа дали се тестисите, дали се двата тестица спуштени во скротум. Тоа се двете основни работи кои едно куќе мора да ги задоволува за да може понатамошното оценување да тече. Потоа се оценува, значи, неговиот надворешен изглед на прв момент што се гледа, значи неговата конституција и кондиција во моментот. Дали тука се гледа и тренингот на самото куќе? Прво се гледа конституцијата и кондицијата, нормално треба излагачот да го има истренирано куќето. Не треба тоа да е кој знае каква дресура, но куќето треба да е мирно, за да може нормално судијата да го даде своето мислење. Потоа се оценува главата како регија, па потоа се оценува, значи, нели, одиме врат, гребен, труп, слабински дел, грбен дел, опашката, фронтовите напред како се поставени, долна линија, предни агли, задни агли, граден кош, сите тие параметри, значи се оценуваат. Многу е битно поставеноста на самото куќе, дали фронтовите се коректни, односно колку тоа неговото стоење, колку е коректно, и на крај одлучува движењето. Колку е подобро движењето, колку е послободно, похармонично, толку куќето може, значи, да добие повисока оценка. И во самото рангирање на крај многу е битно движењето. Често пати некогаш се случува куќето кое требало да биде второ или трето место, поради доброто движење да избие на прво место и да победи. Тоа е, например, кај германскиот овчар многу битно, кај работните раси исто, како што се Ротвајлер, Доберман, исто така многу битно, кај шарпланинецот, па и кај сите останати раси. Значи, целокупната целина на куќето. Тука да напоменеме за оние куќиња кои што имаат веќе педигре, дека мора да бидат оценети за да добијат педигриња за нивното легло. Значи вака, на самото педигре има, доле пишува дека куќето не треба да се пари додека не се оцени. Многу пати, еве ова е еден апел за идните љубители на кинологијата, за идните луѓе за идните собственици на куќиња, еден апел да не бидат излажани, зашто често пати знаат да бидат излажани од несовесни одгледувачи кои често пати им продаваат куќе и им викаат: ќе одите во Кинолошкиот сојуз на Македонија и таму ќе им ви дадат педигре. Значи тоа не е точно, тоа е лага. Самиот одгледувач на леглото треба да ги има спремни педигрињата и тој треба да му го издаде педигрето на идниот собственик на куќето, а не Кинолошкиот сојуз. Значи постапката оди последниот пат. Кога имате женка која е оценета позитивно и сакате да ја парите, барате соодветен мажјак, проверувате дали е оценет, дали е позитивно оценет, проверувате дали е во сродство, значи треба минимум 3 колена да не е во сродство, ги спарувате тие две единки со тоа што собственикот на мажјакот треба да има потврда извадена, значи од Кинолошкиот сојуз, може да ја симне од сајтот, каде што тој потврдува дека тој мажјак е спарен со таа женка
потпишано од негова страна, потпишано од страната на собственикот на женката. Кога женката ќе ги окучи малите кутренца, во рок, значи од некои си 15-20 дена, треба да дојде судија и да направи увид на леглото кај собственикот на женката. Кога тој ќе направи увид на леглото, тој ќе направи еден записник каде што ќе се ставаат, ќе процени дали тие кутренца одговараат на типот на таа раса, ќе напише со каква боја се, ќе ги напише нивните имиња и ќе напише колку има машки, колку има женски. Значи тие документи се носат во Кинолошкиот сојуз на Република Македонија, каде што врз основа на тие документи Кинолошкиот сојуз на Република Македонија ќе издаде родовници за тие кученца и тие родовници ќе му бидат вратени на собственикот на женката, каде што се малечките, значи тој ги има. Сега, вие како еден купувач на кутре, одите кај тој одгледувач, нормално избирате куче или по препорака на самиот одгледувач добивате куче, значи тој е должен тој да ви го издаде педигрето, а не вие да одите да барате педигре во Кинолошкиот сојуз на Република Македонија. Дали нешто ви се случило, нешто интересно да им кажеме на нашите гледачи на некоја изложба, нешто несекојдневно, нешто смешно? Па знаете како, често пати се случуваат такви случаи. Како да ви кажам, има многу, значи ми треба некое време така да размислам. Меѓутоа има доста симпатични случаи, за среќа има повеќе симпатични и интересни случаи, некогаш се случува и самите собственици на кучињата да бидат нереални, мислат дека секогаш нивното куче е најубаво, а тука доаѓа до некоја љубомора. 29 Со време знаете како. И 31, да влезе во ринг број 1. Секогаш некој еден одреден кинолог кога почнува да оди на изложби, тој почнува полека да се стекнува со знаење. Најчесто првите кучиња што се зимаат не се со некој екстра квалитет, па кога ќе дојде на изложби кој ќе ја види конкуренцијата на другите кучиња, доколку сака да продолжи да се бави со тоа, тогаш се распрашува да набави куче од уште подобро легло и така тој напредува во својата како да кажам кинолошка кариера и потоа му е смешно некои случаи што ги направил додека бил помлад кинолог и тоа е се поврзано со искуството. За кинологијата им уште многу се разговара, но сепак имаме уште наредни емисии каде што ќе разговараме со вас. Вие сте секогаш на располагање кој што ни кажете. Така. Сакам да кажам дека тука можеме да ги повикаме на ова изложби и на сите останати изложби кои ќе се одржуваат повторно, да идат сите љубители на животните, не мора да имаат расни кучиња. Така. Битно е да се дружиме. Така е, знаете што? Сите кучиња се убави се и уличните кучиња, значи и тие се дар од природата на некој начин. Нормално е дека секој собственик на куче, дали е кучето расно или не, штом земал, значи да се грижи за него, тој треба, значи безпрекорно да се грижи, не треба тоа куче да заврши на улица. Едноставно кажано, или треба да го чува како што треба, или воопшто не треба да го чува. Ви благодарам уште за гостувањето во емисијата. Поздрав до емисијата, на вистина една емисија која ќе верувам дека ќе ја подигне кинологијата на уште едно повисоко ниво во Македонија. Ви благодарам што ме повикавте да бидам гост.
Слетале мечката и папагалот по авион. Папагалот и собратил на стюардесата. Тимури, ајде донеси ми кикири. Зошто и собраќаш така на стюардесата, не е убаво? А зошто да не даде отказ па да не избрка од авионот? Тимури, ајде, се уште ќе те чекам, носи ми кикири. По 20 на минути на мечката и се препило сок. Ја побарала стюардесата, но таа не се појавила. Токму затоа почнала да вика: "Тимури, донеси ми сок!" На стюардесата и пукнал филмот, па ги изфрлила и двајцата низ авионот. Така па јајки мечката почнала да паничи. Леле, сега што ќе правиме? Ами ти ко не знаеш да леташ, кој ти е крив? Што токму се занесуваш на стюардесата? Гледајте ни наредната емисија во истото време на истото место. Чао. Чао, чао.